Господин Барбаровски, најпознатиот композитор во Македонија, сега гостин во Фолк Ексклузив. Добро дојдовте. Добро ве најдов и драго ми е што ме повикавте. Еве, сакав со искрено срце да ви се одзвам на вашата покана. Многу ви благодарам, чест ми е што разговарам со вас. Имате соработувано со многу познати пејачи од македонската естрада. Тука се еден Гоце Арнаудов, една Блага Петровска, Благоја Груевски и многу други. Што мислите, со кого е најлесно да се соработува од овие музичари? Вие ги наброивте тие најделикатните. Тие се како луѓе, сите ми станаа пријатели, сакам да кажам. Арно, тие се многу прибирливи. Многу прибирливи. Вие, Гоце Арнаудов и Блага Петровска, не може да ги обидете тек така ако не им се допаѓа песната. Ки ти каже Блага, не, ваква сум испеала и готово, нема тоа. Гоце Арнаудов ки ти каже вака пополека. Миле, ајде да направиме некое друго. Ова е убаво, ќе ја испеаме и ова, ама да направиме за овој фестивал некое друго. Тој имаше друга тактика. И тоа треба да ти е јасно дека во овој момент не сака таква песна, не дека е лоша песната. Тие има свој филм во главата, во кој момент, на кој фестивал, каква песна. Од кога се поднаучивме после, почнавме да се разбираме. Знам овој каква ќе сака, однапред викам знам какво сакаш и така почнавме да се работуваме, сакам да кажам. Ние со Гоце сме од исти крај таму, Струмица, ама Блага ја запознав тука, кога дојдов јас, да речеме, ама сите тие се така пробирливи многу, така да не беше многу лесно со нив да се соработава. После помина време се поднаучивме и беше полесно, сакам да кажам. Меѓутоа најголемите хитови ги донесоа, ваши хитови, тие ги донесоа и баш ми е драго поради тоа. Иако се тешки луѓе за соработка, меѓутоа вие веќе ги знаете. Во смисол дека знаат што сакат. И не можете сега нив да им подметнете нешто, не е толку добро, па ќе им ја дадам песна. Не. Никој пат, јас и таков сум човек, додека не ја слушни песната, никој пат не сум сакал некој да ми ја испее песна. Ако се допадне, добро, ако не, нема љутење, нема ништо. Тоа е вкус, тоа е некој пат, мислам, ми се разобедуваме зошто е таква песната, али јас имав среќа, искрено ти кажам, дека соработував со тие луѓе од тој период. Знаете, сигурно Валандово, нели, кога почне, тоа беше првиот фестивал кај што ние можевме на некој начин да се откриеме самите себе. Бидејќи пред тоа беше забрането да се компонира нова создадена музика. Тогаш ги вртевме старите песни и така не вика од озгора дека што ќе ви е на вам ново создаден, вие имате многу фолклор. Но не било така. И испадна дека таа 85-та година многу нас помладите композитори ни ги отвори очите и во еден наплив тогаш на енергија, на младост, на талентираност, да речеме, направивме многу песни. Тоа јас имав среќа во тој период да беа, како што рековте, Блага Петровска, Гоце Арнаудов, Пепи Бавтировски, да речеме, во тој период се врати од Америка. После и со Виолета Томовска сум работел, да речеме, од тој корпус на грла, сакам да кажам, и остана многу песни што и ден денеска ни се драги, како да кажам, така, во тој период. Кога го споминавте Фолкфест Валандово и ета од тоа време зачнува, ден денес трае. Дали има разлики од тогаш до сега? Дали може би напредна Фолкфест Валандово или пак згасна последниве години? Да, имате право, тоа сите го констатиравме, дека тие почетните години беа, може дека сите бевме со еден така дух да поднаправиме нешто што е македонско, типак на тој период многу имаше ова кажи го, проверка на сите песни од кога ќе ја пратиш, одеш тоа во студија таму, имаше комисии, жири комисија, можеше се да се базира на македонскиот фолклор. Сега, после, знаете како, од кога се осамостоивме, да не речам, почна да има, нели, вака една помладешка енергија која дојде од тоа помладите, да речеме, луѓе кои, јас мислам дека тие не се криви, него тие многу нагло влегува во народната музика, на создавање народна музика, без да ја поднаучат по старата
не да ја поднаучи, не само да ја слуша, ти ја слушале, него треба да ја разоткриеш, треба кодот да го разоткриеш на нашата народна права македонска музика. Ако не го разоткриеш тоа, многу лесно ќе паднеш во замка, ти ќе ја направиш мелодијата, ама не знаеш дали е македонска или е некоја од соседните држави. И затоа дојде во еден момент каде што почна, нели, да се продират, да речеме, едни такви мелодии кои што не беа во потполност. Тие има македонщина внатре, ама имаше многу излети. И многу пати сега кога се прави македонската музика, јас многу пати често зборувам дека има испуштени котолци, знаете, при ова штрикањето, односно при плетењето, некој пат некој котолец ќе ви излезе и се гледа после тоа дека не е фатен. Така во музиката има на многу места каде што еве и сега кога ги пеат македонските народни песни, јас одма препознавам кој се бавил со народна музика од мал, кој ја слушал, од таа музика треба да се слуша. Ти како мало дете, да речеме, и не знаеш ноти, да ти даде некои ноти, не можеш да ги прочиташ. Али ако си слушал многу, од тие постари, како што Васка, Бадев, Сариевски, тие, тоа влегува во увото. Мислам, тоа е како на мало дете мајката кога ќе почне да му зборува, не е писмена, ама зборува, нели така? Не знае да пишува, така и со музиката. Затоа јас одма ги препознавам кој се бавил со народна музика од детство, кој не, ама имам еден пријател, доктор, викам, докторе, разликата знаеш од вашата професија до мојата што е? Вие кога ќе сгрешите, може да умре пациент, ама во музиката ако сгреши пеач или некој инструмент, не умира никој. Така се шалим малце на свој рачен. Има тогаш голема разлика, никој не умира. Господине Барбаровски, знаеме дека сте врвот во ова што го правите, односно знаеме дека ја познавате добро македонската народна песна. Меѓутоа, вие започнувате со џез музика. Тоа е нешто интересно тука. Кај го слушай, тоа беа едни младешки занеси уште за време на академијата, така, и направивме еден состав и бевме на еден џез фестивал скопски тука, ама многу брзо згасна, бидејќи во тој период бевме прво многу млади, второ финансиски не бевме многу подковани од домашните и некако сите тие што се собравме да да вежбаме, да поднаправиме нешто, бевме те викаме еден настап, после тоа се распадна, почевме да свиреме во тие проверени веќе нели места кај што можеш да земеш и понекоја паричка, бидејќи во студентски денови најмногу требат. Не дека се многу, ама убаво е да имаш некој свој џепарац. Така да, инаку, јас сум вработен во Македонска филхармонија, мислам, ми се јасни сите музика, знаеш, човек како во исхрана што треба да проба од се и да менја катадневно, така убаво и да слушаш секаква музика. Во секоја музика има нешто квалитетно. Сега, ако го изоштриш увото со повеќе години, не мора се да слушаш. Знаеш што да одбереш и тоа е најубавиот момент во животот ако дојдеш до тој степен да препознаваш што е вредно да го слушам, што не е вредно. Ти еднаш ќе одвоиш време, али за втор, трет пат мислам дека не. Затоа е убаво да се слуша повеќе жанрови на музика и во сите има некое задоволство, како да кажам. Дали сега често знаете да пуштите џез музика и да се сеќавате на младоста? Не, како не. Јас имам, ако ти кажам, 500 плочи имам од времето. И бев преплатен, имаше едно време едно списание Jukebox, па преку тие уплаќавме, тогаш немаше телефонски нешто, немаше толку комуникација со Белград, сме се качувале на воз овде вечер од 10, да отидеме таму во Белград, од таа една книжара имаше таму, доаѓа по 5 плочи во комплет и сум се пријавил за цела година, така и тука доаѓа после, ама тој беше еден посебен момент, доаѓа плочи кои не се продаваа многу во нашите продавници, него директно доаѓа кои ќе ги порачат одреден број и одреден број доаѓа и им ги спределува на луѓето, мислам, си ги плаќаме нормално. Тоа беше право задоволство, сакам да кажам, во тие години. А сега пак со интернетот, со YouTube, се што во тој период не можев да добијам како плочи или да слушнам, сега буквално можам се да видам и им благодарам на тие што го измислија YouTube од тој аспект. Иначе од друг аспект
Предпоставам дека за децева многу седат пред компјутер, не е добро. Ама сега зборувам за мене и тоа што не може во тој период нешто да слушнам, а сум слушал или сум читал, имам и некоја енциклопедија джез. И така сега преслушувам тоа што едно време не сум можел да ги слушнам. После групата која што се занимавале со джез, продолжувате со македонски мерак. И влегувате во кафана, како што рековте, колку време не излеговте од таму? Многу, види, ние паралелно имавме среќа да не открие. Имаше од Београд, тогаш само таму се снимаа плочи. Дојде еден буквално на свадба. И сега ги свириме тие наши традиционални ора, Елено моме пајдечко и така, касапско имаш такви. И човекот вади два лисја нешто на маса и останува тоа ти видат, значи за снимање овде во македонска телевизија колку сакаш сати да снимаш, значи договор за да направиме плоча. Ние се изненадивме, некој дошол од таму и мислевме дека тоа е нешто, како да кажем, лажа. Ма испадна човекот дека многу заангажира. Ние фактички не открија на свадба, искрено ти кажам, ама имавме големи професионалци. Милан Завков како хармоникаш беше, Мирослав Бушиновски како кларинет. На Милан брат ме гитариста беше Тодор Завков. Никола Митрович бас гитара. Бевме тогаш млади, талентирани деца со многу жар, со многу енергија. Паралелно свиревме и свадби, и во кафана, и снимавме касети. Така да и од тој дел имаме едно убаво искуство од студијата, од тогаш се свиреше се во живо. Сега е веќе друга работа со компјутерите, разбираш. И во тој период се отвори музичката продукција за снимање на касети овде, на плочи во Македонија. И имавме среќа да ги направиме првите long play плочи на нашите први доајени што беа во тој период. Блага, Виолета Томанска, Пепе Бавтиловски, Војо Стојановски, да не заборавам, уште многу направивме во тој период, така да се стекневме со едно студиско искуство. А тоа е многу битна работа за еден музичар. Тој што свирел во студио, што свирел студиска музика, знае колку е тешко, каква концентрација треба. Претходно моравме да ги навежуваме до тој степен песните, нели, мислам, за да влеземе да ги снимеме во студио. Така тоа беше убаво искуство, сакам да кажам. Имате завршено музичка академија во Скопје. Дали често знаевте додека, бидејќи дојдени сте од Струмица, кога ќе дојавте во Скопје и додека студиравте, дали често знаевте да прочитате низ старата турска чаршија? Упа сега, ако ти кажам дека од 74 тука сум јас во Скопје, немало ден да не, бидејќи академијата беше прво во Карпош, ама после ја преселија овде, да речеме. Така да многу често сите доручици ни биле овде во старата скопска чашија или кога ќе дојде гостин, да речеме, многу пати ќе дојде татко ми, да речеме, или некој наш имаше, јас сум од село кај што се одгледува пиперки, патлиџа, многу доаѓа на пазари, па во слободен период сме доаѓали и овде нешто, сакале да купат нешто луѓето, сум ги прошетувал тука низ скопската чаша, многу пати, и не мислам кој што е од Скопје што не поминувал тука низ скопската чаша. Кажете ми, има ли разлики од тоа време до денеска во старата турска чаршија? Па има разлика. Еве сега од музички аспект вака, заради тоа што, има многу кафулиња. Тогаш немаше кафулиња. Тогаш беа буквално опинчарите беа со опинците, вака ми се чини вака цела страна беше. Имаше ахчилници како и сега што има во еден дел, да речеме. Имаше бурекчилници повеќе во тој кундораџи, повеќе имаше и приватни, сакам да кажам. Додека сега гледам дека чаршијава е преполна со овие кафичи, како да ти кажам. Дали имало, бидејќи јас кога ја замислувам старава турска чаршија, дали имало од оној инструмент што е турскиот, ајде помогнете ми, како... Канон. Да, канон. Дали имало канон и да се слушала тој звук да се слуша? Тогаш немаше многу, искрено да ти кажам, немаше тогаш. За разлика сега пак во последно време почна и во кафулињата да
ги викат овие народни инструменти, многу пати јас сум и присуствувал, пошто ги познавам тие луѓе, тие во свирија во чалгиите, во Народниот оркестар, во радиото, наше Скопско радио, и така да ги познавам некои од нив. Сега вие чепнавте еден инструмент кој многу го сака. За да го сетите тој инструмент треба да отидете во Истанбул. Ова е, ако сакате да го доживеете ориенталот, да отидете во Истанбул, ама да го слушате канонот. Ако не го слушате канонот, ќе биете сиромашки за правиот ориентал, правиот дојам, што значи ориентал. Тој сам по себе инструмент е ориентален. Било која мелодија да отсвирите со него, пошто има таква боја, ќе ви прозвучи ориентално. Дури ми се чини се на годом вака, да земите некоја покласична мелодија, ако ја отсвирите со неја, внатре тле, значи ориентал во тие жици, во тој звук, во тој корпус, што и го нема, ама се ствара, значи, од самата ова граѓа што е направена, значи. Така да во тој период немаше многу, искрен да бидам, повеќе може ќе слушнавме некаде од тамбурите, по тие некои ќошиња таму, имаше по некои што подзасвирува, ама поретко. Сега во овој период веќе може, дури мислам, ако во тој период го свирија повеќе луѓе кои се од албанската или од турската, да речеме, националност, сега веќе има многу наши македонци, дечиња, кои почнаа да учат канон. Баш заради тој ориентален звук им се допаѓа многу, пошто знам неколку кои веќе го изучуваат тој инструмент. Значи сега навечер да прошитаме и да го слушнеме тој ориентален звук. Не знам дали ќе најдеме, ете, може има во некој кафич, во моментот не можем да ти потврдам, ама веројатно има, пошто другите лета мислам дека беа застапени тие инструменти. Дали сега ќе може заедно да се прошитаме низ старата турска чаршија и еве јас да ве вратам во детството и да ми раскажете уште некои спомени од тоа време. Благодарам. Не сум правиот патописец за турската чаршија, ама тоа што сум видел од тој период ќе подразговараме понешто. Господине Барбаровски, многу ми беше драго што бевте дел од Folk Ексклузив. Јас се надевам дека ќе имаме уште вакви емисии, дека ќе си направиме уште муабети околу вашата песна. Ја ги следам сите новинари, сите што се бават со народната музика. Некој ја гледа така малце подолно, не. Нашата музика е народната музика, коренот ни е во народната музика. Значи сите оние кои се срамат, помладите мислам дека тоа уште го чувствуваат, ама есенцијата е во нашата народна музика. Забавната музика многу покасно излезена кај нас и тоа првите чекори се, знаете, со забавниот оркестар на радио телевизија Скопје, па тогаш почне да се свират нели тие некои биг бендовски номери, амерички да речеме така, така што нашата забавна е многу покасно од излезена. Секој чест на првите композитори кои ги направи поготово од скопските фестивали, да речеме, мислам дека тоа е она забавна музика. Јас имам едно такво чувство, кај што требаше да се движат малце повеќе композиторите. Сега е веќе, знаете како. Се е од запад, од исток, од секаде дојдено, само што се вика забавно и на македонски што се пее. Иначе многу линии има од сите светови, сакам да кажам. А македонската, ако е права, се знае како, кој е кодот и затоа викам, ние го имаме само коренот на македонската народна песна. И да си го зачуваме и да не се срамите од такви интервјуа, кој што ќе каже, како ќе каже, вие сте млада особа, ама еден ден може и ќе ви биде драго, ако еден ден младината подразбере дека да, ја треба прво да ја научам да речеме Јовано Јовањки или македонско девојче или било која од тие правите македонски од бадев што ги пее и пеењето како, па тек после да учи нешто друго. Оти тоа ни е јазикот македонски. Токму и затоа е овој проект, за да промовираме македонската народна песна. Ние ќе продолжиме. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Беше драго баш со вас што разберам. Zapališ stara, koga će se vratiti.
pregaram.